Денеска се празнува денот на сесловенските просветители и учители или денот на светите солунски браќа Свети Кирил и Методи. Во 11 век црквата го прогласила 24 мај за ден на светите просветители Кирил и Методи. Денот во Македонија првпат бил одбележан на 11 мај 1860 година во црквата Света Богородица во Скопје. Останете со нас, следуваат урбаните вести. Македонија денеска го празнува 24 мај, денот на сесловенските просветители. Објавени нови 20 парцели за изградба на семени куќи во Јака, општина Илинден. Богата програма за 20-то издание на ОФЕС Скопје. Денешниот празник 24 мај го празнува цела Македонија. Денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, кој за сите граѓани на Република Македонија е неработен ден. Повеќе за нивната улога во формирањето на македонската литература од прилогот на Андријана Димитриевска. На 11 мај 1860 година според Јустинијанскиот календар или 24 мај 1860 година според Григоријанскиот, Македонија за првпат го одбележува денот на сесловенските просветители и учители Свети Кирил и Методи. Од тогаш па се до денеска солунските браќа на овој ден го добиваат заслуженото признание за нивната улога во формирањето на македонската литература. Браќата Кирил и Методи се најмладиот и најстариот син на Лав и Марија, инаку богато византиско семејство кое живеело во Солун. Растејќи во побожно семејство, Кирил и Методи од најмали години биле учени да ги следат начелата на христијанството. Како високо образовани, браќата Кирил и Методи биле ценети во византискиот двор, од каде добивале одговорни задачи, како на пример познатата Моравска мисија, која имала за цел ширење на христијанството кај народите во Византија и наметнување на византиската црковна власт. Кога хазарскиот цар Каган побарал од царот Михаил проповедници на верата во Исус Христос, тогаш на заповед на царот Кирил и Методи биле испратени меѓу хазарите. Откако го увериле Каган во верата Христова, тие го крстиле овој цар и голем број негови доглавници и уште помногуброј народ. По известно време солунските браќа во Цариград ја напишале словенската азбука од 38 букви и на тој начин започнале да ги преведуваат црковните книги од грчки на словенски. По смртта на Кирил на 14 февруари 869 година и Методи на 5 април 885 година, мисијата за ширење на христијанството и словенската писменост ја продолжуваат нивните ученици на чело со Климент и Наум Охридски. Во Скопје има поставено две бисти на словенските просветители. Едната е дел од Универзитетскиот комплекс Свети Кирил и Методи, а другата е дел од проектот Скопје 2014 и е поставена на левата страна на Вардар, веднаш после камениот мост. 24 мај, денот на солунските браќа Кирил и Методи, го празнува целиот словенски народ. Во 1880 година папата Лав 13 ја вовел нивната слава во календарот на Римокатоличката црква, а во 1980 година словенските просветители Свети Кирил и Методи од страна на Јован Павле II биле прогласени за ко-патрони на Европа. Република Македонија денеска 24 мај го одбележува денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. По тој повод се одбележуваат и низа свечености, а денешниот ден е прогласен за неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Министерството за образование и наука објави оглас за избор на архитектонско биро кое што ќе треба да изработи проектната документација за изградба на студентскиот дом Невена Ѓоргиева Дуња во рамките на клиничкиот центар во Скопје. Најповолниот понудувач ќе има задолжение да подготви основен проект, проект на изведена состојба, проект за употреба и одржување, да обезбеди стручни консултации во подготовката на тендерот, како и да го изврши проектантскиот надзор за време на реализација на објектот. Понудите од заинтересираните компании треба да се достават најдоцна до 10 јуни. Идниот капацитет за сместување на студентите треба да се подигне на местото на постоечките бараки од студентскиот дом, популарно познати како медицинар. По изготвувањето на целокупната документација предвидено е градежните работи да стартуваат кон крајот на годинава
или на почетокот од 2014 година. Финансиските средства за реализација на објектот ќе се обезбедат од државниот буџет. Општина Илинден продолжува со понудата за продажба на парцели за домување. Во тек е објава на 20 нови парцели во новата населба на локалитетот Јака, која станува се поатрактивна локација за граѓаните. Почетната цена на јавното надавање изнесува 148 денари за метар квадратен. Од вкупно 500 досега продадени се 117 парцели. Општина Илинден во последниве години, освен што е една од поатрактивните локации за инвестирање од страна на домашни и странски инвеститори, станува и атрактивна општина за изградба на семејни куќи за домување. За тоа говори и фактот што за продажбата на парцели за домување на локалитетот Јака, каде што ќе никне новата населба, има голем интерес од потенцијалните купувачи. За таа цел општина Илинден продолжи со отуѓување на градежни парцели по пат на електронско јавно надавање. Во тек е објава на 20 градежни парцели за изградба на стамбени куќи за индивидуално домување во новата населба Јака. Почетната цена на јавното надавање изнесува 148 денари за метар квадратен. Пријавите за учество на јавното надавање може да се достават до 10 јуни директно во архивата на општината, а надавањето ќе започне во 11 часот на 14 јуни. Новата населба се наоѓа на само 10 километри од центарот на главниот град. Се простира на површина од 28 хектари и опфаќа 500 парцели за изградба на семејни куќи, трговски центар, хотелско-сместувачки капацитети, забавен парк, спортски терени и простор за собир. Во текот на минатата 2012 година продадени се 117 градежни парцели во новата населба Јака. Со продажба на парцелите наменети за семејно домување во стамбени куќи, општината има намера да им излезе во пресрет на оние што го немаат решено стамбеното прашање, да може да дојдат до градежна парцела на која ќе изградат сопствена куќа. Во наредниот период, како што ќе се подготвува техничката документација, континуирано ќе продолжат да се објавуваат и останатите градежни парцели од локалитетот Јака, што може да се најдат и на веб страницата на општина Илинден. Од 1 јуни скопјани ќе може да уживаат во богатата музичка програма која нуди овогодинешното издание на ОФФест Скопје. Во 6 фестивалски вечери се до 6 јуни ќе настапат значајни музичари од Европа, Африка и Америка. Манифестацијата ќе отвори популарната индиска ситаристка и композиторка Анушка Шанкар. Ивана Митковска. Програмата на 12-тото издание на ОФФест Скопје носи 6 богати фестивалски вечери, во кои ќе настапат значајни музичари од Индија, Шпанија, Јужна Кореја, Турција, Колумбија, Велика Британија, Мароко, Сенегал, Финска, Словенија и секако од Македонија, а ќе биде прикажан и еден музички документарец. Манифестацијата е во организација на Скопскиот джез фестивал, а годинешното 12-то поред издание на ОФФест Скопје ќе го отвори популарната индиска ситаристка и композиторка Анушка Шанкар, ќерка на легендарниот Рави Шанкар и сестра на славната джез пејачка Нора Джонс. За сите љубители на реге музиката, ова ќе биде неповторливо доживување. Анушка во универзалната сала ќе го изведе нејзиниот актуелен реге фламенко проект Травалер, со која стекна номинацијата за наградата Греми и титулата најдобар музичар на магазинот Songlines. Втората фестивалска вечер скопските музички зависници ќе имаат прилика за прв пат да ја почувствуваат во живо магијата на музиката на турското Таксим Трио. А истата вечер ќе настапи нашата гордост тандемот Елена Христова и Горан Трајковски со својот проект Биоскопија. На 4 јуни посетителите ќе имаат можност да ги видат и слушнат првиот состав од Словенија на ОФФест Скопје. Станува збор за бендот Брина, предводен од извонредно талентираната и меѓународно етаблирана пејачка Брина Вогелик. Овогодинешното издание на ОФФест својата колуминација ќе ја доживее на предпоследната фестивалска вечер, резервирана за колумбиските Буена Виста Social Club. Експлозивните Онда Тропика, како и неверојатно моќната и хипнотична мароканско-сенгалска комбинација Ази Шахмоу. ОФФест 2013 ќе финишира на 6 јуни со инспиративно аудиовизуелниот перформанс на финските виртуози и со концертот на фасцинантните јужно-корејски инструменталисти Тори Ансембл. Фестивалот ОФФест Скопје годинава ќе се одвива на повеќе локации: во универзална сала, салонот на македонската опера и балет, киното Фросина и арт кафе Менада. Владата го продолжи рокот за поднесување барања за проектот Купи куќа, купи стан. За оваа година ќе се објави уште еден повик во рамки на кои заинтересираните граѓани ќе може да аплицираат до 31 декември годинава.
Околу 4 милиони евра стамбени кредити се доделени преку овој проект, од кои 703.000 евра субвенционираше државата. Најмногу одобрени апликации има во Скопје, потоа во Битола, Струмица, Кичево и Куманово, а граѓаните повеќе го избираат моделот половина рата. За сега многу повеќе апликации се за купување стан отколку за куќа. Меѓутоа, по зголемувањето на субвенцијата за изградба или надградба на куќа од 50 до 75%, расте интересот и за оваа опција. Проектот почна да се реализира во јануари минатата година. Барањата се поднесуваат во една од банките учеснички во проектот, за една од двете варијанти – половина рата или половина учество. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Сер Алекс Фергунсон го доби признанието менаџер на сезоната во англиската премиер лига. Актуел, гитарата на Битлз е продадена за $408 милиони. Сер Алекс Фергунсон го доби признанието менаџер на сезоната во англиската премиер лига. Ова е само една од спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.